Veter vejet, šuma listit, biljaro. Rosa rosit, treva rastet, biljaro. Sonce grejet, cveke pulit, biljaro. Slave pejt Bogradina na utrina bo nedelja. Devojka mu govoreše. Oj ti, Slave i milo brate, ajde da se natpevame. Ako mene ti natpevaš, ke ti dam gradinata, gradinata so se cveke. Во условите кога населените места се претвораат во модерни градови со стремеж за посовремен начин на живеење, во градовите каде што нема доволно чист воздух, светлина, сонце и зеленило, човекот настојува на соодветен начин вистински да се доближи до природата на која тој и припаѓа. Уредувањето на градините и дворовите, одгледувањето на цвеќето и живеењето сред цвеќето се еден од елементите на националната култура и изразот на карактерните особини на луѓето. Љубовта кон цвеќето и уредувањето на градините и дворовите е во битието на македонскиот народ. Таа се пренесува од колено на колено и се трансформира во нови содржини и вредности. Само под овие околности можеле да настануваат градини и дворови кои имаат трајни вредности. Обликувањето на нашите стари домашни градини и дворови, па и голем број современо уредени простори во новите урбани агломерации, представува висок дострел во смисла на уметничко обликување на просторот. Дојде време, дојде која да растути трандафило, да смириса сета земја. Овој однос и поврзаност со цвеќето и воопшто со зеленилото зборува дека во новонастанатите услови во нашите градови, домашната градина и двор и воопшто просторот околу нашите домови доживува трансформација според нашиот сегашен начин на живеење и потребите на современата урбанизација. Односот се задржува, вкусот и барањата стануваат попрефинети, а изборот на растенијата се поразновиден. На тој начин, традицијата е надградена со нови вредности и нови односи. Односот на македонскиот човек кон градината и дворот навлегува длабоко во традицијата, природната условеност, менталитетот и начинот на живеење. Тој е создаден врз основа на активното учество во обликувањето на градината и дворот во целост, а одделно со постојано ангажирање во него. Па и тогаш, кога човекот мирува во својата градина или двор, тој ужива во вкупниот комфор што градината или дворот му ги дава. Чувствува задоволство во убавите визури и смиреност на просторните соодноси. Тука, во градината или дворот, тој има поволна можност за концентрација, за размислување, за создавање и креирање.
Основата во овие задоволства лежи во единството на односите и пропорциите во градината или дворот како единствена рамка, во положбата на човекот во него и во разновидностите и промените што градината или дворот, а особено цвеќето му ги нудат. Цутит ружа во онаја страна. Тамо цутит, овамо мирисат. Кралицата на цвеќето, како што популарно ја наречуваат ружата, односно трендафилот, во македонската градина и двор ја има во изобилство. Во најразлични бои, од бели, жолти, розови до црвени цветови, поединечни или во групи. Дрвото на одделни видови израстува и неколку метри. Доста е декоративна со карактеристичен мирис, особено на оние растенија донесени од природата. Многу видови трендафили се добијани по пат на вкрстување. Разни трендафили цветаат во различно време и затоа ги има преку целата година. Трендафилите се користат како поединечни за обрабување, за леи, за создавање на галерии, за балкони и тераси и така натаму. Повеќето трендафили бараат сонце, редовно полевање, обработување на земјата и прскање со хемиски препарати, зашто ги напаѓаат разни паразити. Гранките обично се подрежуваат во март и април, пред почнувањето на вегетацијата. Засадувањето, обично со резник, се врши подобро во есен, а може и напролет пред почнувањето на вегетацијата, во добра ровка варовникова земја. Научил се млад ружа да берет, размириса свекрови кледови. Една од карактеристиките на македонската домашна градина е што целата е компонирана во димензиите и мерилата на човекот, што значи дека е прилагодена за животот на човекот во неа со сите негови активности. Големите помпезности, нагласените влезови, строгите геометриски форми на зеленилото и крутиот израз на просторната структура се туѓи на нашиот човек. Затоа такви градини и дворови нема во нашата земја. Нашите градини и дворови се одликуваат со една слободна просторна структура, со богат колорит на цвеќето, со мощна умешна комбинација на камен и зеленило, со прилагодливоста на теренската конфигурација, со јасни технички, биолошки и уметнички структури, кои најчесто представуваат една уметничка целост. Карамфило, фило моме, ти карамфил не носиш, на карамфил мирисаш.
Од фамилијата карамфили, освен хибридниот карамфил кој се одгледува оранжериски и се продава како откинато цвеќе за разни потреби, ќе го споменеме и така наречениот топ карамфил кој потекнува од нашата флора. Типичната форма на овој вид е долгогодишна со прави стебла високи до 50 см, со мали назапчени дршки и цветови собрани во мали букети. Кај сортите што можат да дадат двојни цветови, боите се различни – розова, црвена, виолетова, бела и така натаму. Времето на цветањето е од мај до август. Се сади во мај, се размножува со семе во пролет, со резник или со делење на растението. Бара сонце и редовно полевање 2 до 3 пати неделно. Цвеќето игра определена улога во животот на човекот. За одгледувањето на цвеќето нашите луѓе посветуваат доста големо внимание и време. Символиката на цвеќето се употребува насекаде, од негување во вазните и саксиите до апликација на цветна декорација на фасадите и другите делови на куќата. Всушност, со еден збор, цвеќето се употребува насекаде и во секоја прилика. Поради тоа со сигурност може да се тврди дека постои посебен култ кон цвеќето, по некој пат врзан и за народни или за верски обичаи. Доста декоративно и пријатно за гледање украсно цвеќе е и лалето, кое потекнува од Евроазија и Африка. Лалето е тревно растение со корени во вид на главица, со лисја овални, сјајно зелени. Стракот му е крут, со само еден голем цвет со 6 ливчиња, кои заедно подсетуваат на звонче или јајце. Времето на цветањето на лалињата обично е од март до крајот на мај. Се користат за леј, за обрабување, за осамени групи и како цвеќе за вазна. Садењето се врши на есен со ставање на главиците в земја. Истото се обавува и напролет, ако главиците преку зимата се чуваат во песок. Се размножуваат со делење на главиците во јуни. Лалето бара сонце или полусенка, ровка и лесна тресетно песоклива земја, редовно и немногу обилно полевање. Ако сакаш росно цвеќе, дојди лудо на утрина цвеќе росно и весело. Големата геопрометност на македонското подрачје придонесла денес во домашните градини дворови да се одгледуваат трајни видови и вариетети цвеќиња. Едни од првите донесувачи на цвеќето во Македонија биле трговците, кои од своите патувања донесувале секој пат нови видови цвеќиња за да ги одгледуваат во своите градини и дворови, или да им ги подарат на своите роднини и пријатели. Така голем број медитерански култури дошле преку Солун, од Италија и Далмација. Има видови кои се донесени од Франција, Виена, Букурешт и Истанбул. Значаен број е и од Љубљана, Загреб, Белград. Со оглед на традицијата, добиеното цвеќе веднаш да се размножува и да се разделува, а многу често и да се заменува, неговото расширување низ Македонија било брзо. Но покрај ова, еден дел цветни видови е донесен од природата, од цветните полења на нашите планини и рамнини.
Sigurno je дека денес донесувањето на новите видови е доста олеснето. Транспортот е побрз и побезболен за растенијата. Се во ова укажува дека секој може да најде свој цвет, да го одгледува на свој начин и според своите можности. Љубичицата е тревно растение со положено стебло и лисија со јасно видливи дршки на запчени, заоблени или издолжени. Цветовите и се осамени, сместени на дршки подолги од лисијата. Боите на цветовите се различни, со многу богати нијанси, од виолетова до бела, жолта, темно-кафеава, од портокалова до светло-црвена. Времето на цветањето е април-јули. Љубичицата се користи за обрабување, за леи, за карпести места. Погодна е и за балкони и тераси. Се размножува со делење на растенијата или со семе во август. Бара сонце или полусенка, градинарска земја, лесна измешана со песок и шумски црнозем, редовно полевање, но не многу често. Неисцрпни се темите кога говориме за цвеќето. Да ја споменеме групата цвеќиња која во уредувањето на домашните градини дворови зазима видно место, а тоа се перените. Перени се многу летни зелјести растенија кои преку зимата можат да останат надвор и затоа представуваат најкорисен цветен материјал за градини и дворови, кои со своите прекрасни и миризливи цветови, богатство на формите и различен период на цветање и листање, кај љубителот аматер предизвикуваат голем интерес. Кај поголем дел од перените, стеблата преку зима се исушуваат, додека посебните делови, луковицата, коренот, живеат и понатаму, за напролет одново да потераат. Живеат и повеќе од 10 години во зависност од видот. Најдобро време за нивно засадување е во есен, пред есенските мразеви, за да се вкорени растенијето пред зимата, но можно е и засадување напролет пред почнувањето на вегетацијата. Најпогодни перени за одгледување се маргаритките, криновите, кандилчето, ѕвончето, перуниката, макот, божурот, примулата и други. Перените бараат добро обработена, длабока и прозрачна почва, во која има доста влага и хранливи материи, а особено хумус, бидејќи остануваат повеќе години на едно место. По засадувањето, перените треба редовно да се полеваат. Подобро е поретко, но обилно навечер. Перените ќе бидат побујни ако редовно им се одрезуваат прецутените стебленца и цветови.
Во домашната градина или дворот, човекот има сигурна потпора и визуелна контрола на збиднувањата во нив. Кога пак е во движење, човекот побрзо ги доживува промените. Тие му стануваат пологични, бидејќи просторот го доживува тродимензионално. Тој може да се приближи до поентата на неговиот интерес и може да ги менува емоционалните импликации на различни просторни волумени. Ако сакаш росно цвеќе, дојди лудо на утрина. На утрина цвеќе росно и весело. Македонската домашна градина и двор не обилуваат исклучиво со цвеќе. Во нив многу често може да се сретнат и високошумски, украсно-декоративни дрвја и многу зимзелени украсни и цветни грмушки, за кои ќе стане збор во друг момент. Традицијата за одгледување цвеќе, жената домакинка е продолжувала од генерација на генерација се до денешно време. Таа со години одгледувала домашната градина, во која покрај градинарските производи одгледувала и многу разноразни видови цвеќиња. Таа ги множела, вкрстувала, добивала нови видови. Одгледувала и саксиско цвеќе во разни садови. Денешната вработена жена не заостанува од жената домакинка. Нејзиното време е се пократко, но условите на животот, урбанизацијата на градот, а пред се може да се рече вродената традиција за убавото, за цвеќето, ги тера да го продолжи она што го започнале нејзините предци. Но да не заборавиме дека покрај жената и мажот, а и целата фамилија се повеќе се интересираат за одгледување на цвеќето.
Veter vejet, šuma listit biljaro. Rosa rosit, treva rastet biljaro. Sonce grejet, cveke pulit biljaro.